мислам дека и после, и ако бевме во претходна ситуација, тоа што беше во делот на СОНК, мислам дека и во оваа ситуација сите треба да ги гледаме правата и обврските кои ги имаме. Делот Министерството, делот од СОНК и другите институции. Но мислам дека решавање на оваа ситуација јас очекував во добар разговор помеѓу двете страни, и тоа го кажувам јавно, дека во тој разговор ние ќе треба да го продолжиме понатака, дека како социјални партнери во разговорот, дека не треба да застануваме тука. Ова е еден дел и една дискусија која за многу брзо време се случија многу работи. Добрата страна на решавање на конфликтот, јас сум сакал дека, пак го кажувам, дека ги почитував наставниците, го почитував образовниот процес, ги почитував СОНК и од нивно и од првиот ден влегувајќи во преговори сум бил отворен на тоа дека како социјални партнери да најдеме решение. Но во тоа што и вие го кажавте, дека после одредениот временски период, можеби јас многу сум верувал во процесот на преговори со СОНК, но мојата доверба беше во тоа дека ние имавме прилика во оваа ситуација од претходните искуства, кога процентот 10 беше највисок процент на покачување на плата во сектор основно и средно образование, мислев и имав доверба дека процесот ќе го завршиме позитивно.